Јас би сакал да на самиот почеток споминам да дадам една забелешка која што сметам дека е битна. Ако забележавте, во самата поука изигнорирав еден опишан случај на самиот почеток во врска со адвентистичкиот пастор, кој што е тука, нема да речем споменат, туку не споменат. Би сакал да го прочитам првиот пасус од саботата во врска со лекцијата што веќе ја проучувавме. Се вели вака: еден адвентистички пастор уапсен под лажни обвиненија, значи слично на темата што ја проучуваме во новата поука, поминал речиси 2 години зад решетки. Иеко на почетокот бил мощно збунет, сега слушнете, со текот на времето сватил дека затворот бил негово од Бога дадено мисионско поле. Кога другите затвореници дознале дека е пастор, барале од него да проповеда, и тој тоа и го правел, а делел и литература. Веројатно ја нарачувал некако преку телефон или не знам во кое време живеел човекот. Да, и како затвор, во кое место, нација и така натаму. Дури и крштевал затвореници во затворот и одржувал Господова вечера. Замислете. Понекогаш признал тој, беше тешко да се служи во затворот, бејќи тоа не е пријатна работа. Да бидеш гонет, мачен, страдаш во затвор. Значи, беше тешко да се служи во затворот, но имаше и радост, особено кога гледате одговори на молитвите и променети животи. Сакам да ви кажам зашто немаше време во пуката да споменеме ни други работи кои што требаше да се споменат. Благодарам на брат Броче што се сети и го спомна коментарот за местоположбата на Филипи. Сакав да дадам еден посебен коментар и забелешка во врска со овој прв пасус. Во многу минати библиски поуки, кога обично се кажува вакво нешто, искуство од некој наш современик, така да речем, предпоставувам, дека ние наш современик, се кажуваат и имиња, кој е тој човек, кој бил тој човек и така натаму. Предпоставувам дека ова е пропуст на авторот на поуката, но сноси одговорност, според мене, и одделението, саботно-школското одделение на Генерална конференција, што дозволило вакво нешто. И порачувам друг пат да не им се случи вакво нешто. Јас лично, кога ја читав поуката, бев многу заинтересиран да дознам кој бил овој човек, или може би се уште наш современик, се уште жив. Кој е овој човек? Кој е овој адвентистички пастор? Зарем човекот што Бог му дал ваков крст и кој што го благословил со такво сведоштво да може затворот да го претвори во црква, каде што крштевал и делал света вечера, дури, зарем тој човек не ја заслужил честа да разбереме кој е неговото име, и со самото тоа да се каже име, националност, која земја, кое време, кога бил во тој затвор, значи да се даде една историска рамка, за да знаеме дека ова било вистински историски настан. Вака мене ми личи на измислено приказна
како за, така да речените, посмртни искуства. Имаш многу и видеа на интернет, кај што некој си измислил приказна, како Божем на еди кој си му се случило тоа и тоа, а не се појавува никаков сведок лично, не се појавува фаца, име и презиме, да каже тој лично дека мене ми се случи тоа, јас сум тој и тој од тоа место и така натаму. Има и такви видеа со лични сведоштва, но има и многу повеќе со овие измислени. Зарем овој човек не заслужи денес секој од над 20 милиони верници, сите што ја чита оваа седмица библиската поука, да разберат кое е неговото име? Зарем овој човек не заслужи да се прослави неговото име, штом Господ му даде ваков крст и ваков благослов после тоа? Зарем само тоа беше битно да се каже дека е адвентистички пастор, што значи во лаодикејски стил ние да се пофалиме, а да не се спомене името и местото и времето на овој човек. Ова е мојата критика, значи, до саботно-школското одделение за ваков тежок пропуст, според мене, и порачувам друг пат тоа да не им се случи. И дај Боже така да биде. Инаку, денес требаше да продолжам со темата за назирејството. Оставивме некои недовршени најавени, недовршени мисли од пред 2 саботи, кога започнав да зборувам за Назирејскиот завет. И јас прво ќе ве повикам да отвориме во книгата на пророкот Амос, во Стариот завет, бидејќи назиреите тука се споменуваат како назиреи општо. Во книгата на пророкот Амос, еден од малите пророци, во 2 глава од Амос, кога пророкот Амос го опишува отпадот што се случувал во древниот Израел, меѓу другите недела и меѓу другите примери на отпадништво и беззаконија што се случувале среде Божиот народ во тоа време, Амос кажува и вакво нешто во врска со назиреите. Значи, книга на пророкот Амос во 2 глава, назиреите се споменуваат во 11 стих, кај што се вели: и јас, Господ зборува преку пророкот, и јас издигнав пророци од вашите синови и назирејци меѓу вашите младинци. Тука Константинов ги преведува како назирејци, назиреите. Не е ли така Израелови синови, не е ли така Израелови синови, говори Господ, но вие, што направивте вие, сега му се обраќа на Божиот народ, вие ги натеравте назирејците да пијат вино, а на пророците им заповедавте: не пророкувајте. Личи ова актуелно на денешницата наша. Видите како човечката природа не се променила. Проблемите кои што ги имал Божиот народ во многу стари времења, многу векови пред Христа, например. Проблемите кои што ги имале првите христијани, проблемите кои што ги имале сите подоцнежни генерации христијани, се и наши денешни проблеми. А Господ и денес има маченици, има или нема?
Што ако ние живееме во некој комфорт, значи дека денес не постојат прогонства на верни луѓе широм светот. Некои дури може би географски поблиску до нас. Денес Господ има своји маченици, денес Господ има своји исповедници и денес има луѓе кои што страдаат заради неговото име, конкретно на такви страдања мислам. И затоа реков пред малку, тие заслужуваат да се споменуваат. И треба да се споменуваат заради наше охрабрување. Значи, име, презиме, место, време, историски контекст, како што и Библијата зборува. Но во времето на отпад, дури отпадот во древниот Израел се состоел во тоа што на назиреите, ги терале назиреите да пијат вино. Значи, колку може длабоко да падне самиот Израел, како Божи народ, што ги терали назиреите да пијат вино. Ајде бе, напи се една чашка, ајде бе, напи се, ајде бе, пис, абе, што маш си ти ако не пиеш, ако не се напиеш и така натаму. Како што велеше еден наш пријател, 2004 година велеше, абе, јас пред да ве запознавам вас, и тоа кај мене на матка го кажеш, абе, ја пред да ве запознавам вас, не сум знаел дека постојат мажи што не пијат пиво. Чи да пиеш пиво било машка работа. Машкост. Но и да постојали и такви мажи. Малку смешно, но вистинито. Назиреите биле, значи, отпаднатите израелци, дори не ги поднесувале назиреите затоа што били назиреите, да се подсетиме? Луѓе кои што давале завет, специјален завет за посебно посветување на Господа, со што се издвојувале од останатите. Останатите се пак припадници на Божиот народ, на Божијата црква. И рековме самиот еврејски збор назир означува издвоен. Значи, отпаднатиот верник, сега неверник или маловерник, поранешен верник, или цело време ради реда верник, или по традиција верник, тој не поднесувал ако во неговата околина постои некој што се посветува. Тој не поднесувал, ги терале назиреите да пијат вино, ги терале да го кршат заветот. Зошто? Затоа што грешникот не поднесува да постои светост пред негови очи, во негова околина, во негова близина, не поднесува. И ова е општо, значи, не стануваш свет со тоа што нема да пиеш пиво, туку затоа што Господ те посветил па си го оставил. Значи, прво се случила преродбата, а ако мене ми се пие пиво, ама се воздржува, од двај се стискам, ба подобро напи се тогаш. Ја би рекол. Да, затоа што е сеедно. Битното е да бидеш под благодатта. Значи, Господ го променил твоето срце и ти самиот не сакаш да пиеш, самиот не сакаш да пушиш, самиот не сакаш да блуствуваш, самиот не сакаш еден куп работи, еден куп гревови. Зошто? Затоа што веќе Христос живее во твоето срце, го очистил твоето срце и така натаму. Интересен коментар во врска со назиреите дава и пророкот Еремија, но не во својата книга, туку во она малечката што се нарекува Плачот на Еремија. Плачот на Еремија е мала книга која што го оплакува отпадот на Израел, рушењето на храмот во времето на Навуходоносор, на вавилонското робство, вавилонската опсада во тоа време. Во Плачот, 4 глава, 7 стих, оплакувајќи ја судбината
на тогашниот паднат Израел. Еремија вели, ќе го прочитам и 6 стих, за да имаме подобар контекст. Во 6 стих вели: поголем беше гревот на керката на мојот народ, се мисли на Израел, керката Сионова, како што често се нарекува во Стариот Завет. Поголем беше гревот на керката на мојот народ, отколку гревот на Содом. Замислите, какви зборови. Што во миг на окото беше разурнат и ничија рака не се дигна, а ничија рака не се дигна против него. Зошто кажува пророкот вакво нешто? Дали пророкот претерал? Како може дури и отпаднатиот Израел, значи Божиот народ кој што живее во време на отпад, да прави поголем грев отколку гревот на содомјаните? Како е тоа можно? Зошто самиот Христос ги повторува овие зборови кога вели во Евангелието: ако овие чуда што ги видел Капернаум конкретно, Христовите чуда, неговите дела, се случаја во Содом, што рече Христос, се сеќавате? Тие одамна ќе се покаја. Замислите. Со тоа Господ ни открива во што се состои тоа обвинение, дека ние правиме поголем грев од гревот на содомјаните. И ние денес, колективно, затоа што ние, за разлика од содомјаните, ние сме осветлени. Ние знаеме. Ја имаме Библијата, го имаме христијанството позади нас, цела историја. Содомјаните тоа го немале. Содомјаните велеле, дори и оние што не биле хомосексуалци, а биле содомјани, содомјаните велеле: добро, јас не сум хомосексуалец, ама ја ги признавам правата на таквите мои сограѓани, тоа е нормално и така натаму. Денес тоа го велат мнозина адвентисти, го велат тоа. Мнозина христијани го велат тоа. Дома, тоа е нормално. Ја не сум таков, ама ја треба да имаат слобода, треба да имаат права, треба сето тоа. Таквите луѓе се исто содомјани. Но содомјаните не имале Библија. Тие се на почетокот на историјата. Тие немале Библија, немале Божји откровенија, немале ништо од седото. Што ние го имаме. Ако ние го кажуваме истото, значи се водиме по паметот на ѓаволите и ова расипано општество, и мајки ја Библијата и сета светлина од Стариот и Новиот Завет, да не зборуваме дух на пророштво и така натаму, ако ние го кажуваме сега истото, па ние навистина сме полоши од старите содемени кои што оваа светлина ја немале. Не е исто. 7 стих. Незините младинци, мисли повторно на својот народ, беа некогаш почисти од снегот. Незините младинци беа некогаш почисти од снегот. По-бели од млекото, по-румени од корал им беа телата, лицето мазно како сафир. А некаде се преведени во некои преводи како назиреи, наместо младинци. Во некои Библии, да видам, бидејќи ја читав од Константинов, ме интересира како е во ревидираниот превод, значи Плачот Еремин, 4 глава, 7 стих. Дали тука се споменати како назиреи? Не, тука се споменати како кнезови, значи не е исто.
Добро, во англиската Библија се споменат како назиреи, во плачот Еремиин 4:7. Овде се споменат како младинци. Во ред, одиме на новозаветните примери кои што ги споменавте. Минатиот пат зборував за Јован Крстителот малку повеќе, а реков го погодивте и апостол Павле како пример во Новиот Завет, пример на некој што дал и одржувал за известно време, одржувал Назирејски завет. За да го разбереме тоа, прво ќе отвориме во Делата на апостолите, 18 глава. Да отвориме Дела на апостолите, 18 глава, каде што ќе го прочитаме 18 стих. Дела 18. Овде се вели вака, 18 стих. Павле остана таму уште многу денови. Каде било тоа таму? Претходно главата зборува за неговиот престој во Коринт. Павле остана таму уште многу денови и тогаш се прости со браќата и отплови за Сирија, значи директно од Коринт, од пристаништето Коринтско Кенхреја. А со него и Прискила и Акила, значи заедно со Павла, отпловија за Сирија. Ја острига главата, се вели, зашто имаше завет за тоа. Кој беше тој завет? Назирејскиот завет, како што читавме во Броеви, 4 книга Мојсеева, 6 глава, читавме во детали како бил определен, како бил дефиниран Назирејскиот завет и таму читавме за стрижење на главата. Кога се прекинувал заветот, за да може одново да се ресетира, или кога завршувал заветот воопшто. Но во Павловиот случај не завршил, туку веројатно тука почнал во Коринт. Значи, отпловил од Грција за Сирија и дал завет. Го започнал Назирејскиот завет. Иако новозаветен апостол, христијанин, дури од сите апостоли најголемиот проповедник на христијанската слобода, зашто е бил обвинуван и клеветан дека е против законот и така натаму. Сепак Павле, како евреин, продолжува да држи некои старозаветни обреди, конкретно. Зошто? Затоа што тоа само по себе не било ништо лошо, да сакаш посебно да му се посветиш на Бога за еден период. Тој како некој од нас денес би решил, еве, јас ќе почнам од денес до некој период пост и молитва, имам специјална потреба за тоа и тоа го правеле со завет, Дури не мора да кажеш, ништо нема да јадам во тој период, но може да се заветуваш дека нема да јадеш некои работи, да речеме. И дури грозие, например, нешто од што сакаш да се откажеш само за тој период, што само по себе не е греф, но се откажуваш од тоа за тој период, бидејќи сакаш, имаш посебна потреба, чувствуваш посебна потреба да му се посветиш на Господа. Бидејќи се уште бил во сила Мојсеевиот закон, се уште постоела израелската теократија, додека постоел храмот во Јерусалим, додека постоело левитското свештенство, било сосема нормално и природно за такви духовни потреби да го користат се уште Стариот завет, односно да ги држат тие, во случајов Назирејскиот завет, како повод
и како можност за едно посебно лично посветување на Господа за еден извесен период. Но сега да отвориме во 21 глава од Делата на апостолите, каде што ќе читаме што се случува кога апостол Павле пристига во Ерусалим. Значи, тој стигнал и во Сирија, во Антиохија конкретно, патем бил предупредуван да не оди во Ерусалим, бидејќи не било Божја волја Павле да отиде во Ерусалим. Павле тоа го сакал од некоја силна патриотска желба. Павле многу го болело срце што Израел, еврејството, неговите колеги, рабините, фарисеите, и самиот Павле бил рабин и фарисеј пред своето обраќање. Го болело срце што Божиот народ е во темнина, заслепен, а Евангелието, Христа и благословите на Евангелието, Светиот Дух, благодатта, чудата, ги примаат разни други народи, кои што се обраќаат, како и своевремено Лидија во Филипи, забравивме и неа да споменеме, немаше време. Лидија во Филипи, првата крстена христијанка на европско тло, македонката Лидија. Патем поздрав до сестра Лидија и брат Јоже, ако не гледаат по овој повод. Другите народи, оние што не ме бараа, вели Господ во Исаија, оние што не ме бараа, ме најдоа, а Божиот народ останал слеп. Оние што ги уживал предимствата на Стариот Завет, благословите, пророците, светите списи, тој останал слеп за Евангелието, слеп за Христа, а другите народи ги осветли светлина. Павла го болело тоа што неговиот народ се сопнал, неговиот народ паднал. Тој бил по Божја промисла апостол на незнабожците, требало да го проповеда Евангелието на другите народи, не на евреите. Имало други апостоли. Апостол Петар бил одреден да го проповеда Евангелието на евреите. И апостол Петар ги посетил тие краишта кај што Духот му забранил на Павла да оди и им проповедал на евреите таму. И на вистински, и на лажни, односно прозелити. Но Павле бил во Божја промисла определен само за незнабожците. Сепак тој имал лична желба да се врати еден ден во Ерусалим. Имал лична желба да им проповеда на својот народ, и тоа среде Ерусалим. И Господ не му ја ускратил таа желба, само го предупредувал по пат и преку пророкот Агав, го предупредувал што ќе му се случи, да знае што го очекува во Ерусалим, го очекува маки, страдања, апсење, и потоа цели 2 години затвор во Цезареја, пред да отиде во Рим, кај што и таму ќе биде како затвореник. Павле и покрај тие предупредувања сака, толку била силна неговата љубов, патриотска љубов кон својот народ, сака да отиде по секоја цена во Ерусалим. И тоа се случува. Тој пристига во Ерусалим. Господ му ја дава и таа прилика. Видите, кога нешто инсистираш, Господе, знам дека не е твоја волја, ама јас сакам. Господ нема со сила да ти ги врзе. Добро, сакаш, еве, ама ќе видиш. Ќе видиш, па... После немој помене да фрлаш камења. Ќе видиш. Господ му ја дал таа желба и Павле им проповеда после 22 глава и понатаму. Им проповеда на евреите. Им проповеда на евреите джиганот што сакал да го каменува, кога го апселе во храмот. Им проповедал потоа на Синедрионот, чијсто член самиот некогаш бил највисокото управно тело на израелците, во присуство на првосвещеникот Ананија. На сите нив им проповедал Павле и кој бил резултатот? Значи, како на зидов да си му проповедал. Како на дрвово да си му проповедал. Како на каменот да си му проповедал.
толку закоравено еврејското срце за Евангелието. Истиот овој Павле што имаше толку успеси меѓу незнабожците, не баш кај самобендисаните атињани, но кај останатите големи успеси и покрај сите страдања и неволји, и баш заради нив, и толку силна желба го влечеше да се врати кај својот народ и ним да им проповеда, нив ако може да ги обрати за Христа, и морал да доживее разочарување. Дори сакаа да го убијат заради Христовото име. Но, да прочитаме конкретно, кога пристига во Ерусалимската црква, пред да се случи сето тоа, пред да го препознаат во храмот, пред да биде уопсен и така натаму. 17 стих. Дела апостолски, 21 глава, 17 стих. Да отвориме таму. Кога стигнавме во Ерусалим, ова сега го пишува доктор Лука, во прво лице множина, значи и он бил таму, во тоа патување, кога стигнавме во Ерусалим, браќата не примија радосно. Значи, првата Ерусалимската црква, начело со братот Господов, првиот незин епископ Јаков и писателот на Јакововото послание во Новиот Завет. На идниот ден Павле отиде со нас при Јакова, а сите старешини беа присутни, и откако ги поздрави, им раскажа едно по едно се што Бог преку неговата служба направи меѓу народите. Замислите какви времења, не само тогаш, уште многу векови до ден денес, кога не постојат денешните средства за комуникација. Требало да чекат да дојде некој од странство, од мисионско поле, за да разберат што било таму, како се проповедало, како било примено Евангелието. И Павле, замисли колку време морал да помине во Ерусалим, за да го раскажува сето тоа. Дење и ноќе, може би со зината уста го слушале. За сите искуства, за сите мисионски патувања, во сите градови кај што бил, сите ќотеци што ги изел, сите други искуства, сите благослови, сите обратувања, крстените души и така натаму. Сето тоа Павле го раскажувал. На крајот од сето тоа, веројатно взело многу време тоа раскажување на сите тие патешествија. 20 стих вели, а кога го чуе тоа, ерусалимските браќа и сестри, вели старешините, начело со Јаков, братот Господов, го прославија Бога и му рекоа. Значи, тие го прославија Бога за сите тие Павлови искуства, мисионски искуства низ незнабожечките земји и народи. Сигурно им кажал, бефи во Македонија и таму ме тепа, ме затворија, но Господ направи големо чудо во затворот и така натаму и така натаму. Меѓутоа, овие еврејски христијани во Ерусалим биле загрижени за нешто. Што било тоа? Нешто во врска со апостол Павле. Биле загрижени. Видите, добрите гласови, како се шират добрите гласови? Многу бавно се шират. Значи, Ерусалимската црква со тогашната технологија, непостоечка, она не слушнала какви све прекрасни искуства имал апостол Павле на сите мисионски полиња каде што проповедал сите тие претходни години. Меѓутоа, други гласови допреле до нив многу пред да се врати Павле кај нив во Ерусалим. Допреле лошите гласови. Слушнавме за тебе, брате, лоши работи се кажуваат за тебе. Проповедаш против законот, зборуваш против законот. Дури ги учиш да не се обрежуваат, дури нашите ги учиш да не се обрежуваат, евреите, значи. Повеќе да не ги обрежуваат своите машки деца. Лоши работи. Не сакаме да веруваме дека е вистина,
мислиме дека е клевета сето тоа, но не е доволно само да се демантира со зборови, треба и да се покаже на дело. Сега загрижената Ерусалимска црква копне да го види Павла како на дело го исполнува Мојсеевиот закон. Нешто што Павле си го правил, уште во Коринт си го правил. Значи, не е било проблемот. Подоцна во Синедрионот ке сведочи, браке, јас ништо против законот и пророците не сум сгрешил. Значи, јас како евреин, јас сум христијанин и проповедник на незнабожците, но пошто сум цело време и евреин се уште, јас ништо не сум сгрешил против Мојсеја, против Божиот закон, ништо не сум против сите тие 613 заповеди. Ништо не сум сгрешил против нив. Јаков самиот признава и вели, гледаш, брате, колку илјади верни има меѓу јудејците. Сега да каже, имало многу илјадници евреи што се обратиле, што го прифатиле Евангелието, го прифатиле Христа, се крстиле во Негово име, примиле Свети Дух, примиле благодат на Светиот Дух, дори и благодат за чуда и така натаму. Такви биле првите христијани. Првите христијани биле евреи во Ерусалим и околината. Но, вели, сите тие ревнуваат за законот, значи еврејските христијани продолжуја да ревнуваат за законот, а за тебе се известени дека сите јудејци кои се меѓу народите ги учиш да отстапат од Мојсеја. Го читате ова? Ова е 22 стих. 21 стих. Ги учиш да отстапат од Мојсеја, велејќи им да не ги обрезуваат своите деца, ниту да ги држат обичаите. И сега, самиете, значи, кој бил проблемот на Ерусалимската црква? Што ти, евреите што живеат во незнабожечките земји, значи во диаспората, си ги учел вакво нешто. Да отпаднат од Мојсеевиот закон, да не се ображуваат повеќе, да не ги држат обичаите. Дали ова било вистинито обвинение? Дали овие гласени биле вистинити? Не. Ова било клевета. Ова било чисто измислече. Некој слушнал како Павле им пишува или прочитал, или кога се читале Павловите посланија во Коринт, во Колоси подоцна, тоа е сепак подоцна. Кога Павле зборувал и пишувал дека незнабожците не мора да го држат Мојсеевиот закон, не мора да станат евреи, па потоа христијани, не мора да се обрежуваат и еден куп церемонии и обичаи. И некој тоа го извртел, некој што го мразил Павла, го извртел тоа и пренел вест до Ерусалим, рекла казала од уста на уста, а Павле ги учи евреите да не го држат Мојсеевиот закон. Забрежувате? Една работа, самите евреите не очекувале незнабожците да го држат Мојсеевиот закон. Самите евреи немале проблем што незнабожецот не го држи. Еден евреин немал проблем тоа што македонецот не држи Мојсеев закон. Напротив, евреите ги користеле услугите на незнабожците. Еден евреин, ако нешто не смеам да правам во сабота, а мора да го направам, што правил евреинот? Евреинот ќе отиде кај некој првиот незнабожец у комшии и ќе му рече, така и така те молам, заврши ми оваа работа, ја не смеам денес, заврши ми оваа работа, ја кога ќе помине сабота, ја ќе ти платам ако треба за тоа. Евреите ги користеле услугите на незнабожците за нешто што самите тие не смееле да прават. Не само за сабота, било кој друг поглед. Тие самите не очекувале незнабожците да го држат Мојсеевиот закон, туку евреинот, ако си евреин, па дури и крстен христијанин, ама ако си евреин, треба да го држиш Мојсеевиот закон. Тоа било нивното гајле. И понатаму му вели на Павла, и така, што сега? Сега ова е проблем.
Значи, вакви гласови шират за тебе дека ги отпадуваш евреите од Мојсеевиот закон и од татковските обичаи. И така што сега? Без друго ќе чујат дека си дошол. И затоа направи како што ќе ти кажеме. Меѓу нас има 4 мажи кои се заветувале. Сега забележите што значи ова се заветувале. Земи ги и очисти се со нив и плати за нив да си ги истрижат главите. Значи, на кој завет мисли? Назирејскиот завет. Од Броеви 6 глава. И понатаму, така, и сите така ќе научат дека нема ништо од тоа што чуле за тебе и дека и самиот го исполнуваш законот. Значи, Јаков ова го предложил за да кога ќе видат другите илјадници еврејски христијани од Ерусалим и околината, кога ќе видат дека Павле самиот го исполнува законот, тогаш ќе разберат, значи ова се лажни гласини, тоа што се зборило за Павла. Тоа е, значи, лагала, клевети, лажни обвиненија и така натаму. Дали Павле го прифатил овој совет? Се разбира. Тој немал проблем да го направи тоа. И кога сакал самиот го правил тоа, например во Коринт, значи, не требало на Павла да му се каже направи го овој обред, изврши го овој завет, за да се види дека го почитуваш Мојсеевиот закон. Павле тој самиот си го почитувал сам по себе, не треба да му се каже тоа. И ништо чудно што Павле го прифатил овој совет, така и да направи, но тука се случила белјата. Не цркни магаре покрај зелена трева. Пред да прочитаме белјата, значи Јаков му го кажува советот што го прочитавме 24 стих и во 25 видите што вели: а за народите, значи оние што не се евреи, а за народите, 25 стих, кои ја примиле верата, одлучивме и им пишавме да се воздржуваат од жртвувано на идоли, од крв, од удавено и од блудство. Значи само тие. А ништо друго не се должни незнабожците, кои што станале христијани, да држат од Мојсеевиот закон. Па 26 стих. Тогаш Павле ги зеде со себе тие мажи, што исто така се заветувале назирејски, и на идниот ден, откако се очисти со нив и заедно влезе во храмот и објави кога ќе се свршат деновите на очистувањето, кога за секој од нив ќе биде принесена жртва. Се сеќавате во Броеви 6 глава, читавме кои све жртви требаше да се принесат кога назирејот го започнува, го ресетира или го завршува својот завет. Конкретно, Елена Вајд пишува во незината книга Дела на апостолите дека Павле бил фатен, уапсен во храмот, препознан, бил препознан, како што вели 27 стих, од некои јудејци од Азија. Значи, од некои од диаспората дојдени евреи во Ерусалим за празникот. Го препознале. Елена Вајд вели дека го препознале тогаш кога, во моментот кога апостол Павле разговарал со левитски свештеник, со еврејски старозаветен свештеник, за тоа кои жртви треба да се принесат во врска со овој обред на очистување. Интересно е кога овие јудејци од Азија го забележаа Павла во храмот, се вели го побунија целиот народ. И ги ставија раците на него викајки: Израелци, помагајте! Ова е човекот кој не секаде ги учи сите против народот, значи против евреите, против законот и против ова свето место. Сето ова е лага и клевета, а на една лага и клевета ништо не фали ако додадеш уште една чиста измислена лага и клевета. Освен тоа ги воведе и грците во храмот и така го оскверна ова свето место.
И тоа дебела, тешка лага. Зошто? Бидејќи претходно го гледале Павла го гледале како се шета низ градот во друштво со Трофим од Ефес, христијанин од Ефес, кој што си разбира бил незнабожец, бил грк од пред тоа. Па се предпоставиле, чим ови се шета со доктор Лука и со Трофима низ Ерусалимските улици, сигурно ги внел и нив во храмот за да го оскверни ова свето место. Бидејќи во храмот не смеле да влезат незнабожци, дори под закана на смртна казна. Сето ова било лага, се разбира. Павле тука бил уапсен, меѓутоа поборал, интервенирала римската полиција да го спаси од, како што велели на Вајд, ако не интервенирал тој римски офицер и неговите легионери, Павле ке бил растргнат од джганот, од крвожедната маса, која што се нафрлила врз него. И сепак на таа крвожедна маса, која што ја барала неговата крв, Павле сака да и се обрати, да одржи говор, и тој тоа го прави, и добива дозвола од римскиот офицер, тоа да го направи, но резултатите се, како што реков порано, како на дрвото и каменот да се им проповедал. Затоа Господ беше многу немилосрден кога се случи опсадата и разорувањето на Ерусалим и на храмот. Бидејќи времето на милоста, Господ е многу милостив, но времето на милоста за грешниците секогаш има крај. Секогаш има крај. И времето во кое што денес живееме е се уште милост, слава на Бога, за секој еден од нас да може да се поправиме, да се посветиме, да се очистиме, да се оправдаме со Христовата крв и неговата благодат. Се уште сме во милост, браќа и сестри, слава и фала на Бога. Само да не заборавиме дека таа милост многу скоро ќе заврши. Дори пред да заврши за светот, може да заврши многу брзо за мене. Значи да го издивнам последниот здив, уште утре, задутре. Но сепак времето што го гледаме и живееме е такво, што и милоста за целиот свет многу скоро ќе заврши. Нека Господ ни помогне да ги искористиме овие последни денови, да му послужиме како што е неговата света волја. Амин.